Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, повторно е ставен предлог на законот за изменување и дополнување на законот за работни односи по скратена постапка, заедно со другите закони за коридорите 8 и 10Д, но овој пат со европско знаменце. За делегацијата на Европската Унија во земјава, означувањето на законите, поврзани со коридорите 8 и 10Д, со европско знаменце не е во согласност со стандардите на Унијата. Истовремено, од Канцеларијата на делегацијата на Европската Унија во Скопје потсетија дека употребата на брзи процедури треба да се ограничи и да се применува само кога е оправдано да се унапреди реформската агенда на Европската Унија. Опомени во извештаите на Европската комисија има амбасадорот на Европската Унија Дейвид Гир порача дека европското знаменце треба да се употребува само кога станува збор за закони што се поврзани со европските норми и стандарди, но не и да се користи за да се избегне јавна дебата при носењето на важните закони. Суштински, ништо не се менува од претходниот предлог закон од април и овој со европско знаменце. Со амандманот кој што го предложивме како претеничка група од ВМРО ДПМН се предлага членот 1 да се избриче, а во членот 1 се вели: во Законот за работни односи, во членот 110 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: Министерот за финансии, во согласно со Министерот за труд и социјална политика, го пропишува начинот и местото на исплата на платата на работниците кои работат на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон. Ова е неприфатливо на начин на кој што се предлага, бидејќи е во спротивност со ставот 1 од истиот овој член, каде е уредено дека исплаќањето на платата се врши согласно закон. Се предвидува за стратешки проекти начинот и времето на исплаќање на платата да се врши со правилник кој ќе го донесе министерот за труд. И доколку се прифати овој концепт на уредување на начинот на исплата на платата, се дава преголема можност на министерот самоволно да одлучува како ќе се исплаќа платата на голем број на работници кои ќе работат во иднина на стратешки и национални важни објекти во државата. Има можност, се дава можност работодавачите да го прерасподелат работното време во различни периоди во годината и со тоа да го изиграт плаќањето на прековремената работа. Работниците ќе работат прекувремена работа за стратешки и национални проекти со претходно потпишување и согласност за истото. Меѓутоа, дали е направена анализа која е возраста на работниците со кои во моментот се располага во државата? Како ќе се одрази прековремената работа на возраста на работниците на нивното здравје, имајќи предвид дека бројот на работниците е намален затоа што голем е бројот на иселени од државата работници, а тие работници кои се останати во државата заради тоа што се приморани да ги издржуваат своите семејства, да се борат за живот, за основните намирници, ќе потпишат да работат прековремена работа. Со односот кој што се предвидува 30% да бидат работници од Македонија и 70% од странство, дали значи дека со само толков број работници се располага во Република Македонија, имајќи во обзир дека голем број квалификувана работна рака од државата се иселија надвор. Наспроти тврдењата на премиерот дека над 51% работници ќе бидат од Република Македонија. Потоа, кога некој ќе дојде на работа во државата, треба да добие работна дозвола и дозвола за престој. Само за работниците на автопатиштата Бехтел и Енка ова нема да важи. Тие ќе можат да работат од првиот ден откако ќе стапнат на македонското тло, додека ги чекаат работните дозволи и виза.
а тоа значи дека се дава можност и дека можеби и нема да ги добият дозволите, меѓутоа за оние кои што имаат нечесни намери кон државата на овој начин, им се дава можност да се инфилтрираат во државата, да работат 6 месеци и по 6 месеци барањето да им биде, односно барањето за работна дозвола да им биде одбиена. А може да се претпостави и какви проблеми тие лица може да направат. Ова е уште едно кршење на законите. Предложениот закон предвидува можност за прекувремена работа подолго од 8 часа во текот на една недела, повеќе од 190 часа годишно. Кога се работи, пак забиено во обланда, за работи од национален стратешки интерес за државата по претходна дадена согласност од работникот. Истата работа може да се заврши со вклучување на повеќе работници, со работа во смени и дали тоа договарачите Груби и Ковачевски не го зеле во предвид, не го зеле во опција. Уставниот суд на судница на 13 јули 2022 година го укина членот 12 од Законот за утврдување јавен интерес и стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурните коридори 8 и 10D, а норма за која Уставен суд еднаш одлучил и е конечна, никој не смее да ја враќа во живот со модификации. 8 часа работно време е една од најстарите придобивки на работничкото и синдикалното движење. Уште од 1886 година, кога се избориле за 8-часовен работен ден и поделба на денот на 3 дела, 8 часа работа, 8 часа одмор, 8 часа култура, рекреација и образование. Поддржување работно време повеќе од 40 часа неделно на годишно ниво е начин на поддржување на присилна работа без почитување на човековите права и човековото достоинство, не водејќи грижа за работникот како најважен ресурс на државата. Државата треба да се грижи за заштита на работничките права и човечкото достоинство. Државата треба потребата од работна сила да ја обезбеди не со енормно зголемување на работното време, туку со зголемување на бројот на работници, да не се ризикува и оптоварува здравјето на работникот. Почитувани, без да се стави една лопата на овој проект на автопатиштата коридорите 8 и 10D, се исплатија 300 милиони евра за аванс и пенали, или како што милуват да кажат од владата, трошоци за овој проект, а токму овие пари толку коштат терапијата за трикафта за болните од цистична фиброза за наредните 10 години. Почитувани граѓани, толку е грижата од оваа европска влада, која што ветуваше бесплатно здравство, а гледаме како се молат и одат на протести болните од цистична фиброза и за да добијат прво 8 од лекот од нив, потоа 12, па 18. Инаку, проектот за коридорите 8 и 10D и наспроти заложбата на владата да го представат како историски проект од национален и стратешки интерес е историски грабеж. Договорот на Груби и Ковачевски со Бехтел и Енка е скандалозен по стотини основи и договорот одговара пред законодавството на Англија и Велс. Не остануваат рамнодушни ни синдикатите, кои во консултации со уставни експерти предупредуваат дека се прави обид за заобиколување на законите. Не сакате да не слушнете нас, но еве ќе ви прочитам што велат синдикатите. Владата воведува работно време како пред 137 години, со кое овозможува работниците нечовечки да бидат експлоатирани во трајање од 72 часа во текот на една недела, што е преседан и во светски размери и директен атак врз здравјето
и безбедноста на работниците, порачуваат од Сојузот на синдикати на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати, Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија и Унија на независни синдикални и автономни синдикати на Македонија. Во заедничко соопштение, осудувајќи ја владата и предлогот за измените за коридорот 8 и 10Д, што се носат со европско знаменце. Благодарам, колешки.